Ромската култура, обичаите како и состојбата на музичарите роми од Берово, во иднина ќе се негуваат преку новоформираниот ромски културен центар Романо Бијандипе. Членовите на Сдруженијето се реномирани музичари од Малешевскиот крај, а председател е добро познатиот артист Џелјо Дестановски, а како член и основаш на Сдруженијето е познатото музичко име Бајса Арифовска. Како што истакна председателот на Сдруженијето, на вчерашниот настан, оваа идеја потекнува од нашиот културен амбасадор Мило Дестановски, кој работи и живее во Америка, додека формирањето на овој културен центар ќе има за цел да ја зачува ромската музика, традиција и култура, која во последно време оди во надолна линија. Во последниот период, да не кажеме са колку години точно не знам, веќе почна да бегат од својата традиција, да не се ја почитуваат и нормално нели сакат да бидат по не знам, одат по некои нови обичаи и го прават значи во однос на ситуацијата и они се прилагодуваат, значи одат во некоја понова ера, поново време, но сепак јас не го прифаќам тоа. Треба да се почитуваме нашата традиција, нашата култура. Сепак тоа е нашето богатство, што треба да остане не само после нас и после нашите деца да го пренесуваат тоа. Сдруженијето е тоа, формирано е ради таа цел. Значи, ние сме тука за да им помогнеме на сите наши ромски граѓани, не само во Македонија, значи и во целиот свет, проекти кои ќе треба да се работат. И ако нема, како сега во моментот, една година, значи нема работа. Некои музичари кои не се вработени, зависат само од музика. Сега нема финанси, они имат доста идеи, имат доста проекти, ама не можат да ги реализираат. За тоа ние сме тука Сдруженијето, да им помогнеме на нашите ромски талентирани музичари, играчи, пеачи и така натаму. Идејата, веќе кога прашавте, ќе го спомнеме, значи Мило Дестановски, он е наш беровчанец од Берово, но сепак живее во Америка. Благодарение на него, значи ние денеска сме собрани тука за да направиме едно убаво ромско здружение. Значи тука сум јас, мојата драга и ценета колешка Бајса Арифовска. И јас ја имам таа чест и благодарам на сите кои ме одбра како председател, да бидам председател на Сдруженијето и ќе дадам се од себе да направиме и да постигнеме целта за која сме нели денес собрани и во иднина да направиме и да реализираме доста проекти. Ова голема иницијатива е за поздравување, додаде Бајса Арифовска, која истакна дека со организација и поттикнување на младите преку фолклорни друштва, обновување на народни носи не само ромски, би придонело за остварување на идеите на музичарите и представување на ромската богата традиција преку културни настани. Пред се мене многу ми е драго што ќе бидам дел како еден од основачите на тоа здружение, пред се да поддржам една голема иницијатива и идеја на Мило Дестановски, кој што сме некако во сродство и некако заеднички во сите тие проблематики од музички аспект и во однос на зачувување на традиција. И многу ми е драго што навистина ќе можам тука вистински да се дадам и како идеја и како професионалци и со Џелјо. Поготово ги поддржувам актите во смисол на организација и поттикнување на младите, нели првенствено како збир на фолклорно друштво, потоа оддржување и обновување на народни носи, значи народна игра. Јас би рекла не само на ромската традиција, ние сме соживеани со христијаните, со македонскиот народ, нашето секојдневие е тоа, значи ние строго не би се фокусирале само на ромите, секако поголем дел би било тоа, не може нели да се избегне, тука сме сите заеднички, ние го живееме тоа и ромскиот и македонскиот фолклор. Меѓутоа, драга ми е идејата и секако би ја поддржала и тоа здраво. Значи, вакви фолклорни секции
потоа во по-професионална гледна точка, значи снимање и реализирање на проекти кои што ќе бидат не само слика на поддржување на традицијата, него таа традиција малку да порасне во култура. Јас би рекла, нас ни требаат културни проекти, затоа што имаме премногу традиција, ние имаме премногу ромите се населени насегде по Европа и светот и они секој од нив си ја носи својата традиција таму кај што е. Меѓутоа јас би рекол дека нам сега ни е потребно да пораснеме културата. Состојбата на музичарите роми од Берово кои со пандемијата COVID-19 се најпогодени беше поттик за оваа иницијатива на Мило Дестановски, која има голем интерес кај граѓаните и во иднина преку легализација на авторски права на нашите музичари, како и организирање на најразлични концерти и музички настани. Музичарите ќе можат да придонесуваат за сопствен приход и културна афирмација на малешевското богато музичко поднебје. Денешниот настан е по иницијатива на еден наш сограѓанин кој е во Соединетите американски држави, кој што таму работи, еден голем познат уметник кој потекнува од Берово и неговата иницијатива предизвика кај граѓаните и кај оние основачите да се формира едно здружение кое што го носи името Ромски културен центар Романо Бијандипе, што значи ромска преродба. Поттикнато од предизвиците со пандемијата и со ковид, дека музичарите и сите оние што се уметници се соочија со проблеми во овој период, дека имаме многу луѓе кои што своето семејство го прехрануваат на овој начин, беше идејата да се формира едно здружение кое што ќе им помогне на сите нив да на некој начин го легализираат својот дел од работата, но и да овозможат преку авторски права и она што е организирање на настани, концерти, па и она што оди преку YouTube каналите да биде на некој начин платено или да биде со некоја финансиска надокнада или надомест кој што ќе може да им приушти во овие моменти кои што се тешки за сите нас како граѓани да функционира оваа здружение. Благородна е идејата за тоа што не само што е зрачување на традицијата, културата, она што го имаме како наше поднебје, малешевски фолклор, познати уметници на ширум светот, во самите ансамбли во државата кои што се препознаени како врвни уметници, тоа се луѓе кои што се надевам дека и понатаму со организацијата на здружението ќе овозможат креирање на комунитарни настани, креирање на концерти, одржување на фестивали, понатаму овозможување на оние млади генерации што доправо ќе доаѓаат да знаат кој е правецот на движење и дека и во овој дел талентот, музиката, традицијата, спојот и културата треба да бидат и можност за доживување и на убави моменти, но исто така и да можат луѓето да обезбедат приходи, да можат да живеат, да можат да работат и да патуваат и во странство. Инаку Ромскиот културен центар Романо Бијандипе, како што е замислено со своите цели, оваа година, иако е на почеток, започнува амбициозно да делува, како со организација за прославување на јубилеот од 50 години за Светскиот ден на ромите 8 април, така и во областа на културни настани, фестивали и музички работилници.